тебе те нема, срце се сли. Насмевка чиста ко бисер морски, дал ке ми дадеш ти пак. Драги мои, имаме Елена Васова во Слободен печат. Елена, добре ми дојде. Добро ве најдов. Што е за тебе љубов? За мене љубов е за многу нешто. Не можам да разграничам што е љубов за мене, меѓутоа е нешто многу едноставно. И мислам дека доколку луѓето се вратат на љубов, ќе бидат посреќни. Дали си заљубена? Да. Ќе ни откриеш во кого? Во мојот партнер. Ќе го поздравиме. Да, ќе го поздравиме. Кон кого чувствуваш најголема љубов? Па. Можам да кажам кон луѓето. Мајка ми особено. Партнерот, миленичињата сите што сум ги имала, ама ете музиката е нешто без кој што не можам, е апстрактно. Да. Така што музиката. Песната Љубов те вивна во регионална слава. Имаше на многу медиуми, веќе јавноста добро го познава. Некако како молња се расчу твоето име и презиме. Тоа вон сериско пеење кое што го представи на годинава на фестивалот Милан Младеновиќ. Честитам за наградата, честитам за радоста која што ни ја донесе овде во Македонија. Како се ткаеше љубов? Каде ја пишуваше? Ти тикнува ли? Може ли да не се присетиш на моментот кога седна, кога ги напиша првите зборови на љубов? Мислам дека бев во автобус со хорот, заедно женскиот младински хор при МКЦ и одевме на турнеја во Полска. И таму ми дојдоа првите стихови, така гледајќи во сценаријата што ми ги приложи прекрасниот пат, иако напорен, морам да признам. Ама да, тоа беше првиот момент. Во телефон? Не, си го извадив тефтерчето, малку сум old school. Си го извадив тефтерчето и почнав да пишувам. И си велам на каде може да оди ова, па отидов кај една другарка и викам ти се свиѓа ли ова? И вика, ова е тоа, може да биде. Се консултираш со другарките? Со кого се консултираш за тоа првично кога ќе напишеш нешто? Која жртва ќе најдам пред мене со таа, што мислиш? Гледам да се обратам за финалниот продукт на мојот тим што си го имам позади мене и сите кои што ми биле огромен ветер во грб. Дали тоа е Мартин Џурлев, дали е тоа Ади Мери или пак Брус Нена Стефановски, тие ми се луѓето кои што ги прашувам. Да. Да, значи професионалците многу се важни за луѓе кои што се млади како тебе и влегуваат, да речеме на некој начин на почеток во овие води. Пред колку време беше тоа патување кога почна да се ткае љубов? Тоа беше одамна. Може би пред неколку години, да. Ама ете, така никогаш не знаеш на каде ќе те одведе еден стих или строфа кога ќе ја напишеш. И многу сакам, покрај тоа што се консултирам со музичари, многу сакам да видам, например, мајка ми како ќе изреагира, или пак било кој што е така неповрзан со музика, да кажам. Затоа што многу ми е битна реакцијата на луѓето. Посебно на тие што најмногу ги сакаш, како што спомена. Како изреагира мајка ти кога прв пат ја слушна оваа песна? Прости, јас ти се обраќам на ти. Таков впечаток добив ке ни гледачите се надевам нема да ни замерат. Не, тоа работа. Па мајка ми ја слушна песната откако дозна дека сум на Милан Младеновиќ. Ја изненадив пријатно. И така особено затоа што на каверот се нејзините раце, тие вклопените. И единствено таа слика ми доаѓаше во глава кога ја комплетирав на крај. Ми немаше ништо друго смисло освен на мајка ми рацете да видат ете токму во
каверот. Значи, затоа толку емоции во тебе и кога ја изведуваш оваа песна, мислам дека распрснуваш емоции на сите страни. Јас не знам колку пати ја преслушав оваа песна. Кој верува најмногу во тебе? Ете, кој е твоето чувство? Кој човек верува најмногу во тебе? Кој е твојата најголема поддршка? Партнерот во моментов, да, мислам, навистина стои позади мене 100%. И ме возеше до Белград после откако се вративме за сите интервјуа и не знам што би многу полесно помина за мене се ова и многу е битно со кого ќе се обкружите, без разлика дали е партнер, дали е родител, дали е другар. Битно е обкружувањето. Како слушна за надпреварот? Кој ти кажа? Како знаеш дека можеш некаде да конкурираш? Видов сосема ненадејно на скролајки по Инстаграм и видов дека уште недела дена има до крајот на конкурсот и неколку дена пред да заврши конкурсот јас ја пријавив песната. Воедно ја објавив песната. Кога прв пат слушна и од каде знаеш, бидејќи си релативно млада, за Милан Младеновиќ? Од каде знаеш ти за ова име и презиме? Па вака, кога можеби имав 15 или 16 години и многу сакам на YouTube да гледам видеа кои што имаат, например, по 40, 32 прегледи. И така најдов на YouTube каналот на Пеđa Radović и слушнав дека тој бил порано диск џокеј во Југославија и тој има цела архива на бивша Југославија. И таму открив не само Екатерина Велика, туку и Новосадски луне и Ким и многу останати бендови и воедно стари снимки на РТС Джез оркестарот, каде што имаат прекрасни изведби на цели свити и тоа едноставно ме инспирира на некој начин и чувствувам носталгија за нешто што не сум ни го доживеала и живее ни дел од Југославија практично. Не, 2000-та сум, ама толку мислам дека им било многу убаво во тоа време, не сакам сега да секој секако си поминал нормално, ама мислам дека имало повеќе дружба, поискрени пријателства, немаш луксус да откажеш 5 минути пред да се видиш со некого. Не знам, се ми имало малку повеќе поента, според приказните на мајка ми, на татко ми, и на сите кои што го живееле тоа. И предпоставувам и таа музика, тој мелос можеби е поблизок до твојот сензибилитет, штом ти се допаднала слушајќи ја и запознавајќи се и истражувајќи уште во тинејџерски денови кога нели тогаш го градиме, и го градиме нашиот стил. Екаве музика, нивната музика, нивните песни. Да. И воедно имаат албум кој што се вика Љубов. Да. И многу убав албум е тој. Интересно, првата песна што ја слушнав во ДКБ беше Новац у рукама. И така одев на работа. Да, со таа песна. Да ме мотивира некако да го издржам денот. И тоа, мислам, започнав со плочи. Конкретно почнав со Елвис Присли. Многу ми беше интересен како игра и неговите песни така ме фасцинира и потоа открив дека постои грамофон, дека постојат касети, начекав и флопи диск. Јас сум од таа генерација на сега видов дека не викаат зилениалс. Не сме ни милениалци, ни Gen Z, туку сме зилениалс, значи збунетите, измеѓу негде. Да. И ние сме таа генерација што начека YouTube без реклами, MSN, никогаш не сум го користела, ама моите братучеди го користеле. Sims, например, играта. До ден денес ми е така врежана во глава. Значи, вие сте помеѓу новиве генерации и можете да не разберете и нас повозрастните, но и вие новите генерации можете да се вклопите во сечија друштво. Со секого можеме муабет да направиме, да. И јас првите цртани мои гледав на DVD.
Као, и тоа беше прекрасно нешто за мене, онака да многу сакав да видам што има внатре во DVD, што се крие во таа кутија магична. Да, и плочите меѓу другото ми се огромна фасцинација и до ден денеска собирам. Колекционер сум, да се наречам некаков колекционер. Колку имаш? Па мала колекција, скромна, ама околу 100-150 можеби имам плочи. На добар пат си, на добар пат си за тоа. Да. Имаш завршено музичко? Да. Зошто се насочуваш? Дали е тоа нешто поврзано со твоето семејство? Како се определуваш музиката да биде твоја професија? Никој во моето семејство не е музичар. Јас сум дете на машински инженери, фармацевти и се друго што не е поврзано со музика, никаква гледна точка. Меѓутоа, ете, мајка ми ја била многу за апсолутно се, не дека ми е мајка, ама многу од црта, па од таму љубовта и за цртање, љубовта за фотографија исто така, и подпевнува тие луѓе што не сакајќи можда терци да фатат на некоја песна. Да. И ете така се слушало доста музика кај мене во фамилија и решив и јас да пробам, да видам каков е тој свет. Инаку кога бев мала, татко ми многу сакаше да ми раскажува приказни за Мај, за Инки, за Атлантида, за такви работи. И прва професија моја, иницијативна желба, беше да бидам археолог. Да. Да. Особено после имаше еден цртан Атлантис. Добро. И откако го гледав тој, се заљубив и јас бев решена дека ќе ја пронајдам Атлантида. Да, ама детенце, тоа ништо не знае. Добро, имаме право сите ние да мечтаеме за нешто кога сме деца. И тоа е многу битно. Мислам дека треба да си го одржиме детето во себе. И тоа е нештото кое што ме тера да имам некаков креативен порив и ми помага ете. И почнав како што одев основно, паралелно се приклучив на хорче едно пиколо во Нишното музичко училиште и свирев и виолина исто така. Љубовта за виолината ми ја даде Зоран Џолев, Чичко Зоки. Тоа е татко на мој многу добар другар Мартин, со кој што одев заедно во основно во исти клас бевме меѓу другото и чекавме едва и да завршиме со часови и да идеме на музичко после тоа. И тој свиреше хармоника тогаш, а јас виолина. И до ден денеска ете тлее таа љубов, ама се уште свириш на виолина или си свирам за душа, што би се реколо, да. Ама си ја чувам таа малецката виолина. И тоа ми е љубов огромна, искрено. Ајде да се задржиме уште малце на овие твои почетоци, твоето детство. Да. Кое е твоето мало, каде си растена? Во Топана. Во Топанско мало сум растена. Тоа е моето мало. Мало кое што ми има научено како да живееш во заедница. Без разлика дали е некој албанец, дали е некој ром, турчин. Јас со сите сум играла, сме играли фудбал на црвеница. Кој изгуби, тој го тепаме за жалом, без разлика, значи. И ете, сум имала среќа да израснам со деца кои што не биле преокупирани со сериозни работи, да кажам, сме биле деца. Не гледале раса, не гледале пол, не гледале вера, да. Мултиетничко општество. Само сме сакале да се дружиме, апсолутно. Мултиетничко мало, кое што очигледно имало многу љубов во него. Да. Пееше ли кога беше дете? Пеев, да. Мислам, од мои 4-5 годинки военно и музичко, основно, од тогаш почнав да пеам. И во 2014 година добив улога во опера, јапонска опера, на Ико Монтано, композиторот јапонски, Ноќи над Жиров, кој што беше во продукција на нашата македонска опера и балет и Токио опера. Имаше солисти од таму, режисер, костимограф, диригент, солисти, сите беа од таму, детското хорче беше од тука, пиколо. И јас добив солистичка, да. Тоа беше твој прво солистички настап? Во опера.
Така. Да. И кога застанав на сцена, искрено бев малку уплашена, меѓутоа кога пуштив глас и кога го видов диригентот, некако си реков, ова е тоа што сакам јас да го правам дефинитивно. И решив да продолжам во средно музичко, таму веќе почнав со операта да се запознавам малку повеќе, бидејќи И теоретски? тој и тој смер го одбрав, операта. И завршив, дипломирав на музичката академија тука во Скопје, исто опера. А паметеш ли кога прв пат и пред кого прв пат запеа? Предпоставам дома или можеби во училиште? Кога прв пат запеа? Мислам дека беше во градинка, на некоја приредба што имавме ние. Да, во градинка најверојатно. Кој го откри твојот талент? Самата ти или можеби ете во градинка учителката, твоите дома? Кој е тој што рече, ма ти пееш одлично, ма оди негдека, надпреварувај се. Кој е тој што го забележа тоа кај тебе? Па мене уште во градинка ме знае како Елена што пее. Да. И така едноставно продолжив да си го негувам тоа и ќе се најдеше некој што ќе рече на пример, еве, треба да дојдеш кај мене во хорче, дај да видиме што можеме да направиме воедно и во основно одев во хор. Цело време сум со хорови и сега пеам во хор. Во кој хор? Сега пеам во професионалниот мешан хор Проарс. Неодамна бев и член на женскиот младински хор при МКЦ. Меѓутоа немам повеќе време, па евентуално можам да им се придружам некоја турнеја. Ама хорската музика ме има изградено како музичар. Дефинитивно ми помага да размислувам хармонски, така по сплотено да кажам. И гласот ми е секогаш во преден план. Придружните вокали ми се најбитните, можеби во целата песна. Приказна, во да, целата. ако ги има воопшто, да. Да. Како се замислуваш себе си во однос на музиката? Ете, беше на надпревар, знам дека имаш планови на останати надпревари во иднина, но каква е твојата визија за твојата музика? Каде се гледаш себе си? Што сакаш да правиш со музиката? Многу работи. Се надевам дека ќе чекорам по правиот пат, затоа што ова е огромен океан, каде што има секакви рибчиња и ајкули. Ама би сакала многу да настапувам на големи сцени, бидејќи таму се чувствувам најкомфортно. Во операта се замислуваш или се замислуваш нешто во овој тип на жанр како што е песната љубов? Сакам да пробам да ги избалансирам и двете работи. Секако, меѓутоа приоритет ми е авторското творење, кантавторството. Да. Какво беше чувството кога слушна дека си ти добитничката на наградата? Ево овдека гледаме преискрена среќа. Какво беше чувството? Се шокирам. Не е наместено. Не е никако. Воедно одевме на пат заедно со Горан Трајковски, кој што беше дел од жирито и тој успешно издржа цел пат да не ми каже. Значи правевме секакви муавети за музика, за мюзикли, тој со театар се занимава исто така и ама ета никако не ми спомена дека јас сум победник и мислам стварно се шокирав. Не очекуваше. Па не очекував. Се пријавив со намера да ме чујат и имав некакво чувственце кое што ме натера иницијативно да се пријавам, меѓутоа ете не очекував дека љубов токму ќе победи. Ама ете. Може би твојата идеја било да се појавиш, да ја представиш песната, да добие, да ја чуе јавноста. Да, мислам. Може би ете не си очекувала, но ете тие вакви изненадувања се најубави. Какви реакции, каква поддршка доби од колеги, од можеби звучни познати имиња овде кај нас од естрадата? Дали добиваш поддршка? Дали некој, бидејќи еве јас искрено ќе ти кажам, не те знаев тебе. Да. Мислам дека јавноста, пошироката јавност запозна преку оваа награда. Луѓето не те знаеа. Колку ете колегите кои што можат да ти помогнат во овој бизнис, ти пружија рака, ти се јавија, ти честитаа ли? Да, ми честита, мислам, ете до ден денеска некој знае да ми пише кој видов си добила награда, честитки. Огромна поддршка ми се Милош Спасов, партнерот, Нена Стефановски Брус, Ади, Петар Лукич,
Мартин Џурлев, таа е мојата екипа, сите во дружина што сме заедно музичари. Луфтанза, Дина Јашари, ќе ја споменам, која што веќе има искуство вакво исто. Да. Тамара Тодевска исто така ќе ја споменам. Она уште откако почнав да и пеам придружни вокали, ми е огромна поддршка и ми направила многу муабети кои што ми го оформиле мислењето за како можам да се движам во оваа насока. Создаваш албум во моментов, колку што знам, работите на твојот прв албум, така? Да. Ако не се лажам да не погрешам, поправиме. Како тече тоа? Еве, ајде, може ли нешто да ни откриеш што ќе има на тој албум? Ето, воено моето детство би сакала да го прераскажам некако и ќе видиме како ќе се одвива сето тоа. Да го прераскажеш твоето детство низ песните? Па, така? Да. Тоа ќе биде технички, да, да. А како ќе се вика албумот? Не ви издавам се уште. Да, ќе видите за скоро, се надевам, да. Ако треба да го опишеш, како ќе го опишеш твоето детство, еве со 3 збора? Носталгија, меланхолија, среќа, љубов, тага, се, апсолутно. Може би некој од овие зборови е некој од насловите? Може би. Ќе видиме. Морам јас тука да се обидам дели како новинар да излечам нешто. Спомена дека си имала животинчиња, чуваш сега нешто? Да, пред некој ден начекавме маченце на улица, кој што беше намокрено скроз од дождот, бидејќи врне деновиве, нели? И морав да го земам, само што немам каде да го чувам и му најдовме собственик. Ана Петановска ќе го земе, не знам дали сте запознаени со Ана. Ја познавам како личност, не ја знам, браво за Ана. Да. Ето, браво. Многу сакам животинчиња, многу би сакала да ги вдувам сите што ќе ги видам на улица. Ама ето, бидејќи немав услови, морав да го дадам. Кој е твојот најдобар пријател? Еден најдобар пријател. Мајка ми. Дури и да сме имале судири некогаш, нормално, за се било право на крај. Па тоа е, пријателот е, и треба да имаме и судири со пријателот. Пријател е твојата прва песна, затоа го поставувам ова прашање. Ја споменуваш често мајка ти, ја сврзуваш и со љубов и со пријател. Дали мајка ти е твојата муза? Па се што гледам. Се што мајка ми инспирира бидејќи тука е, цело време е со мене. Мислам, сум пораснала нормално со неја. И се што гледам вака ме инспирира. Секој разговор, денешниот разговор можеби, да. Драго ќе ми биде. Да. Мислам, ако почнеме да приметуваме се околу нас, мислам дека стануваме полека благодарни за тоа што го имаме. И мислам дека тоа е нешто што треба да се оддржува. Да. Кога последен пат, добро, ова може би е еден од тие моменти кога си се почувствувала многу среќна, настрана од ова, кога се почувствува најсреќна, што е тоа што те прави среќна? Мали работи или големи работи? Каков човек си ти? Па ова е голема работа. Да. И ова многу ме направи среќна, искрено. Макарска, на пример, е градче покрај вода. Јас обожавам вода. И многу би сакала евентуално да се пензионирам некаде покрај вода. Будење рано наутро, пиење некое чајче, кафенце, некое маченце, некое кученце покрај мене, тишина, мир, вода евентуално покрај мене и човекот што го сакам. Тоа е одлично за мене. Како изгледа едно твое излегување? Дали си човек кој што излегува навечер? Имаш ли омилени места во градот? Како го чувствуваш и колку го сакаш Скопје? Многу го сакам Скопје. Особено старо Скопје го сакам. И многу би сакала да се врати тој дух во Скопје повторно. Се надевам дека со мојата музика некако ќе придонесам. Не сум човек што многу излегува, ама кога ќе излезам сакам да си поминам убаво. Затоа не ми треба нешто многу. Котор ми е многу местенце.
The Dude, некое кафенце да си испеува, дупло многу ги сакам исто така. Некој лахмаџуно, чаршија, галерија, многу ја сакам. И тоа е тоа. Имаш омилен пијалок? Кафето го спомнуваш често? Дали ти е кафето омилен пијалок или? Па може да се каже, да. Сакам. Некогаш ми бара душичкава кафе. Да. Омилена храна? Омилена храна. Немам. Се. Сакам да јадам. Гурман. Можеме да те окарактеризираме како. Па ете, меѓу другото и храната многу оди со музиката и многу сакам да готвам, да си пуштам музика во позадина, тоа ми е ритуал некако. И кога готвиш си пушташ нешто? Мора музика да има. Што слушаш? Каква музика? Мислам, ова можеби е банално прашање, но ете, дали си човек кој што слуша музика каква што создава или не, може ќе не изненадиш? Слушам се. Немам предрасуди за ништо, бидејќи се може да те научи. Да, што, како. И вакво, почнав со плочи, како што напоменав. Прво нешто што слушнав беше Boney M. Па ABBA, па Bee Gees, и од тоа преидов на Джордж Бенсон, Чик Кореа, Херби Хенкок. Можеме уште саат време да останеме тука да изборувам за музика. Добро, има нешто врска кога правиш графче или кога правиш палачинки, каква музика или не? Не, нема врска, што се поводи тоа. Да, можеби музиката ете ќе ме инспирира да сготвам нешто. Меѓутоа, има нормално како и секое дете што се оформува фази во животот, па ето од фанк, джез, прогресив нешто, Jethro Tull почнав да ги слушам, па преидов на Queens of the Stone Age, па преидов малце на по-хард рок, метал, Animals as Leaders и потоа решив да стапнам во светот на Кейт Буш, кој што многу така... Буквално ги осознаваш, некако чепкаш од сите страни. Да, и Florence and the Machine исто така се многу ми влијаат, ама вака да издвојам пејачки, например, кои што ме оформиле, нашиве доаени многу ги почитувам, сакам. Тоа се Славе Димитров и Нина Спирова и сите од 60-тите па натаму пејачи. Шпато исто така многу го сакам, Крв и пепел, Октет Македонија, сите наши. Не знам дали ќе го сватиш како комплимент, ама мене Љубов ми е песна која ме потсетува токму на оние стари македонски, зборувам поп, стара македонска поп музика. Ќе те замолам на крај, знам дека не ти е проблем да ни запееш нешто. Ајде. Многу ќе ми биде драго доколку испееш некој рефрен, одбери твој омилен рефрен, одбери дали од ЕКВ. Значи, одбери си што сакаш ти да го завршиме овој разговор со музика и да ги поздравиме нашите гледачи. И ќе ти се заблагодарам од срце што одвои време, што дојде во Слободен печат и што те запознавме вистински, предпоставувам. Да, ми благодарам поканата. Благодарам. Повели. Покажи сега да, или не да знам, ке дојдеш ли на рандеву. И в душа радост е, што јас и ти до зори ке сме пак. До таа прилика.